Ветераните на фудбалскиот клуб Тетекс изминатава сабота им беа домаќини на ветераните од фудбалскиот клуб Радничкиот Ниш Србија, а меѓу гостите од соседна Србија беа и поранешни играчи на Тетекс во сезоните одиграни во 80-тите и 90-тите години на минатиот век. Идејата за ваквата средба доаѓа по минатогодишниот фудбалски турнир во Ниш, посветен на фудбалската легенда Драган Пантелич, на која биле поканети и присуствувале ветераните на Тетекс. Потикнати од гостопримството во Ниш, фудбалските ветерани на Тетекс изминатиот викенд се потрудија да им приредат срдечен прием на гостите. Како плод на минатогодишната иницијатива која се одржуваше во градот Ниш, турнирот посветен на легендата на југословенскиот фудбал Драган Пантелич. Бевме поканети од домаќините. Екипата на ветераните на фудбалскиот клуб Тетекс срдечно го прифати нивната понуда. Бевме таму во Ниш, бевме пречекани, немам зборови за нивниот пречек. Бевме и на гробот на легендата Пантелич. Бевме, после одигравме надпревар таму, после имаше и убаво дружење, бевме пречекани што се вика со сите нишани. И сега како што е редот домаќински, сакавме да им го возвратиме гостопримството што ни го приредија во Ниш. И се надевам дека гостите, кога ќе отидат од Македонија, од Тетово, ќе отидат полни со импресии, со добри впечатоци, ќе нашето пријателство што порано се одигрувало на терените, сега го преточуваме како некоја врста на традиција, со убава дружба, со вака убави средби, подсетување на поранешните времиња, и тоа е мотивот, тоа е иницијативата наша, и се надевам дека тоа пријателство и другарство ќе продолжи во иднина. Зуран Тасич, поранешниот фудбалер на Тетекс, пред нашата камера не ги криеше впечатоците од неговото повторно доаѓање во Тетово после 30 години. Тогаш за мене беше, јас бев професионалец и како млад играч добив шанса да се искажам и мислам дека таа генерација направи нешто добро за фудбал, за градот, тогаш малечко град, а сега 30 години не сум бил, видим нараснал голем град. Тоа беше незаборавен успех да влеземе во прва СФР Југословенска лига. Сега кога повторно доаѓам овде, по 30 години, возбудува во мене многу емоции. Спомени од неговиот престој во Тетово и играњето во Тетекс во раните 90-ти евоцираше и Бојан Миленковиќ. Среќа сам што смо опет овде у Тетово, пошто сум пред 31 годину играл овде, пун сам емоција, не знам што да кажем, среќан сам што видим своје бивше другове, луѓе с којima сам играл. Па добро, тада и сад не може да се упореди, тоа е друго време, сад е друго време, али и тада се исто игрao добар фудбал. И многу добри играчи су били у Тетексу. Средбата со неговите поранешни соиграчи и доаѓањето после 40 години во Тетово не го остави рамнодушен и поранешниот фудбалер на Тетекс Миодраг Савиќ. Прво да кажем да владају мене велики емоции, jer ja u Tetovu sam došao posle 40 godina i video se sa svojim drugovima s kojim smo ostvarili veliki cilj, ulazak u prvu ligu. To je Grnčarov, Čvare, Mile, Cole, to su dečaci koji su igrali u to vreme i osvojili smo prvo mesto. Znači, ostvarili smo taj cilj, ulazak u prvu ligu. Воодушевен од срдечниот пречек во Тетово беше и поранешниот играч на ФК Радничкиот Ниш Миодраг Стоилковиќ. Види се да е Тетекс има велику традицiju, велику фудбалску традицiju, да људи воле Тетекс без обзира дали е то втора лига или прва лига или не знам где, која год да е то лига и која степеница, уопште nije problem ако прави људи воле свој клуб.
Поранешниот фудбалер Стево Грнчаров пак се надева дека ваквите пријателски средби ќе станат традиционални. Прво така, главна тема ни е фудбалот уште и ние им кажуваме дека можеме да дојдеме да ви видиме гости и они да ни видат гости, така да имаме една соработка таква да тоа ќе биде, мислам, традиционално ќе биде. Средбата беше заокружена со пријателски надпревар на ветераните од двете фудбалски екипи.